Во галеријата Метаноја во Скопје отворена е изложбата Забрането јаболко на ликовниот уметник Милош Милосављевиќ, во чиј свет забранетото јаболко не е само символ, туку е врата кон нашите најдлабоки желби, стравови и табуа. А повеќе детали од колешката Сандра Титизор. Во галеријата Метаноја отворена изложбата Забранетото јаболко на ликовниот уметник Милош Милосављевиќ. Приказната за стилскиот развој од реализам до модерна абстракција, уметникот Милош Милосављевиќ ја раскажува преку мртва природа и преку фигурација на луѓе. На сликите со мртва природа преовладува мотивот на јаболкото, несуденото забрането овошје од каде што и потекнува изреката Забрането јаболко. И мртвата природа и фигурациите опфаќаат распон од чист реализам до абстракција и кубизам. Воведниот реализам на Забранетото јаболко во градината Едем е заокружен со заклучниот реализам на Златниот град кој се симнува од небото на земјата. Меѓу тие два реализма, преку експресионизмот, постимпресионизмот, кубизмот и општо земено модернизмот, Милосављевиќ низ призмата на фигурации и дисфигурации ја прераскажува библиската антропогонија. Темата Забранетото јаболко дојде спонтано, затоа што со почитуваниот Коста Милков сакавме да создадеме една целина, за разлика од другите изложби каде што се иде на стилска целина. Во оваа изложба можеме да забележиме дека имаме тематска целина, дека имаме една комбинација на повише стилови, на повише ликовни фази кои што сум ги поминувал од 2002 па до сега, значи изминативе 23 години. И Забранетото јаболко дојде како некој спој на мотивите кои што можеме да ги видиме на оваа изложба. Значи можеме да забележаме дека овдека имаме во еден сегмент мртви природи, каде што јаболкото во еден дел од сликите доминира како главен мотив, а другиот сегмент на изложбата е фигурација. Фигурација на одредени теми како што е темата пакнеж, последниот пакнеж, чекање, каде што можеме да забележиме дека имаме акт во комбинација со кипсана фигура на Венера и така натаму. И Забранетото јаболко е нешто, тоа и на самото отварање на изложбата го кажав, од кој што секој човек во одредени моменти има потреба, но ете јас добив можност со оваа изложба тоа и јавно да го покажам. Мртвата природа како слика на изгубениот живот, Милосављевиќ ја раскажува со потезите на четките, со боите, со изразот на сликање и со креативниот стилски контраст продолжува со други објекти на мртва природа. Има лимони и цреши, но најбројни се сликите со цвеќе во вазна. И во случајот со цвеќињата, опусот оди од реализам до символизам. Ако јаболката се символ за забранетиот плод од дрвото на познавањето на доброто и на злото, розите, темјанушките, карамфилите, кринот и другите видови цвеќе го раскажуваат епот на космогонијата и од перспектива на загубениот рај, поточно на трагичниот исход од загризувањето во забранетото овошје. Сликите од овој опус на Милосављевиќ не само што раскажуваат приказна, тие не соочуваат со вистината за нас самите и не воведуваат во драмата на постоењето како свесни човечки суштества, кои често своите потенцијали ги ползуваат себично, дури и за омраза. Сеедно овие потенцијали на човештвото му се дадени пред се за да љуби, зашто, како што Достоевски вели, пеколот е место каде што не може да се љуби. Рајот, соодветно со овој заклучок, е место во кое не може, а да не се љуби.